Заострената реторика на шефот на државата Стево Пендаровски и зачестените јавни настапи на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски покажуваат дека полека започнува внатрепартиската кампања за избор на следниот председателски кандидат на владеачката партија. Од моменталната состојба на политичката сцена може да се заклучи дека барем досега во трка за кандидат на СДСМ има двајца политичари. Последните излагања на Пендаровски во кои ги критикува надлежните за лошата состојба во правосудството и слабата борба против корупцијата ја отвораат дилемата и дали е можно Пендаровски да се бори за уште еден мандат по независен пат. Од друга страна се албанските партнери во власта за кои не се знае дали ќе бараат консензуален кандидат или ќе одат со свој. Секако председателската позиција во политичката кариера на било кој политичар е така врвното достигнување. Како тоа ќе го одлучат внатре во СДСМ и коалицијата, верувам дека пак и овој пат ќе одат со консензуален некој кандидат и со коалицијските партнери, така да тоа ќе треба малце да причекаме. Но ако сигналите почнат да се интензивираат, тогаш ќе бидеме малце по-сигурни дали може и тоа да се случи. Наидеално би било да може да се избере председател кој ќе биде надпартиски фактор и кој ќе биде председател на сите граѓани, иако кај нас, според новинарот Зоран Иванов, амбиентот е таков што никој не може да успее без силна политичка поддршка на некоја од големите партии. Ке треба и анкети да се направат веројатно, но може и добро забележувате дека некои од кандидатите веќе се најавуваат да бидат кандидати, се подготвуваат со реториката. Се таа реторика некогаш оди на корис на една групација гласачка, на штета на друга групација. Во крајна линија, кај нас се уште амбиентот е таков, мислам дека без поддршка на крупните политички партии, ниеден кандидат не ќе може, тешко ќе се избори за доверба кај гласачите како, условно да речам, неподржана личност од политичка партија. Иако на големо се шпекулира дека Оливер Спасовски е фаворитот за кандидат на владината коалиција, тој досега не ги потврдил овие информации. Смета дека треба да се избере човек кој најголем број од граѓаните посакуваат да биде председател. Освен Спасовски и Пендаровски, во јавноста се шпекулира дека председателски амбиции имаат и поранешниот премиер и партиски лидер Зоран Заев, како и поранешната вице-премиерка и партиска потпредседателка Радмила Шекеринска.